Абе. Мешевски бе, стани бе. Што? Снимање имам, ајде. Ајде. Кој снимање, брат? Многу ми се повраќа, бе. Претеравме вчера, еј. Претеравме, не знам кај сум, бе. Имаш женски гаки на глава, бе. Абе, не се женски, бе, мој се, бе. Ај, протегни си очела да ме види, бе. Готово е, бе. Готово е, бе. Пропадна и кариера и се отиде, бе. Готово е. 9 сезони отидува, бе. Заради спасе, ради таква глуперда, ја 9 сезони ми пропадна, бе. Што да правиме? Ти реков да не мешаме, бе. Коњак, пиво, ракија, вино и тонч на крај, бе. И како да излезам на снимање, бе? Знаеш дека имаме материјал не емитуван, дека со Игор Джамбазов бе уште, бе. Еј, Супер, бе, склапајте тогаш оваква емисијата и пали кола, ова мора да се извади некако. Ништо, пуштај Джамбазов. Вечерашен гостин Игор Джамбазов. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, Маријане, здраво! Ова е нова 1 на 1, нови гости, јас сум Жарко Димитриевски, благодарам што сте тука. И аплауз за Пеперми! Имам нешто, ова е вистина. Почнуваме со вистинска вест, за разлика од нашите обични почетоци, кога лажеме, од прилика. Значи, ова е вистина, пред некој ден прочитав дека монашки хор од Македонија оди на фестивал во Солун. Значи, монашки хор е. Да. Ја не сум знаел дека има вакво нешто, ама нема везе, честито на монасите што пеат, тоа е врно, аплауз, браво, сериозно браво. Монашки хор. Па не знам зашто си изненаден, човеч. Има цел жанр, поп музика се вика. Океј. Добро. Тоа си ја смислил. Замисли како би било ако тој фестивал, значи монашки фестивал, замислете како би било ако се прави како Евровизија. Значи со пренос, со све, со гласање, значи да има зелена соба, бекстејдж, да има некоја монахиња што се јавува во живо со интервју од монасите, на пример, биди монах, еве сме да речеме тука сме во зелената соба. Монах Евроси, дали е вистина дека вашата очети на небесата ќе биде нов хит на Антена 5, дека ќе урнете долгогодишната доминација на Тамара Тодеска? Благослов со вас. Благослов Бог со тебе, чедо. Значи, сестро Софија, мислам дека нашата капела Тамара може само да сонува таква песна да испее. И мислам дека ќе биде најголем хит за декадата и Бог со тебе, чедо. Вашето CD е веќе во продажба, нели? Да, веќе во продажба, имаме ексклузивни хитови, еден од најпознатите, мислам дека ќе биде апсолутен хит, тоа е Јади, моли се и уживај. Одлично. Пијан и млад, не ги гаси свеќите. Добро, Тоа се одлично, две. окей. И зошто Боже, уште една, а веќе склучивме договори со iTunes, чедо Божјо, Бог со тебе. Благодариме. Тоа ќе биде отлично. Трга естиката. Зошто сум јас како врати? Зошто сум јас како монах гангстер? Маријана баш убав дури. Фала, Жаре. Види, може и Сав ќе настапат на овој фестивал. Каква врска имаат Сав? Не, значи ова е вистина. Сав е раце горе, така? Не, Сав, сите мислат дека значи сакам афро фризура. Но всушност значи сакам автокефалност. Автокефалност. Сав. Океј, време за 1 на 1 анкетата. Значи, прашањето кое го поставивме е: моето хоби е. Зоран Заев одговори: топлам односи со соседи. Познатиот сликар Миро Масин одговори: цртам. Мајмуни цртам, не знам дали знаете.
А sada samo odgovori kažuvanje, znači što ВМРО направило погрешно и наместо да сработиме нешто конкретно, тоа го прави. А тоа го прави, вау. На прашањето што правите пред излегување, Ѓорѓе Иванов одговори со ништо. Добро, окей. Еве еден спонтан аплауз за Ѓорѓе Иванов. Окей, второ. А Дарко Лешевски одговори си ја поправам пунџата. Добро. И Владимир Талевски на прашањето што правите пред излегување одговори: дечки, грешка да не сте некој. Прашањето е што ќе побарате од Дедо Мраз Ова ми. оваа нова година. Дарко Леш... Што прават за Дарко Лешевски? Издај само со не ги мрзело. Добро. Дарко Лешевски одговори јакна ќе побарам, јакна. Груевски одговори сакам пасош оваа нова година. А Заев одговори нов чадор, овој ќе си одел. Ао, мац! Многу си нешто против владата. Не, само балансирам. Динг, Ова е динг, јасно. динг. Немаш ти? Чекај, ти прави, ја ќе правам место тебе. Оп. Ништо, добро. Океј, 9-та сезона ние, ама искрено паричка многу нема од водење емисија во Македонија, да знаете. Мешевски кој ми викаше да си се вработам советник у влада, ќе си одев. Абе јас слушам други работи. Што? Дека си правил пари во други држави, на други места, нешто халкидики, вамо, таму Не си. сум јас тоа. Не. Не. Ама тогаш во некои други држави нешто. Слушам, има муабети, да знаеш. Оке, слушај, вака, ова ќе признам, ова е вистина, имам правено многу пари во Азија. Значи имам работено повеќе јапонски реклами, не знам дали знаете, многу звезди одат во светот да снимаат реклами во Јапонија. Да, јапонците многу добро плаќаат. Дај режија, молим те, кои се звезди имаат снимано реклами во Јапонија? Може ли да видиме? Арнолд Шварценегер, брат. Арнолд Шварценегер. Џорџ Клуни. Ова Џорџ сериозно. Клуни. Да, гледај, еве, гледај. Кој му уште некој? Илајджа Вуд. Илајджа Вуд има снимано. Кој друг да видам? Леонардо Кинкаприо. Доста е, добро, нема везе. Океј. Чекај се, и ти вака исто како Шварценегер исто Што бе или? човек? Мислам, Сериозно? снимив 2 реклами само. Едната беше нешто за далинско беше. Абе не знам, ми рекоа само еве ти далинско, стискај на далинското, смеј се. А што ништо не знаеш, ништо. Па не знам јапонски еврот, од кај. Океј, ајде режија, пушти да видиме. Што? Ќе ја пуштаме рекламата? Ајде да スネ видиме. 夫と静香ちゃんがまたドライブしてるダメこんな未来のび太くん車なんかなくたってさどこでもドアすぐ海だし知ってるよ。ジャイアン。頼らないって言ったじゃんНе знам, значи не знам. Чекај, Тоа е. на вистина не знаеш зашто е далинско, да само така. Си сними и толку. Да бе, да, тоа беше. Мислам, не знам. Мене Ајде. Мешевски ми го има преведено видеото. Режија, пушти ајде да видиме со превод какво е видео. スネ夫と静香ちゃんがまたドライブしてるダメこんな未来のび太くん車なんかなくたってさどこでもドアすぐ海だし知ってるよ。ジャイアン。頼らないって言ったじゃん Ја не знаев дека. Ја не Не, уживај си, уживај. Ама не знаев ја дека, а имав уште па имам и втора една реклама што. Нема гајле бежари, уживај. Ама таа па кој знае зашо е? Нема врска и така во Јапонија мислиш наши има таму. Евентуално некој таму задграничен таму штаб на ВМРО во Осака пример. Имаат? Па вајда да имаат. Добро, окей. Добро, сакам да кажам во Киото е, не е во Осака. Во Киото било добро. Мене ме замисли ова. Ме замисли ова, сериозно, што те е? замисли? Па втората реклама беше како Види, абе што нема има да ме полош, замисли? од ова нема полош. Викаш? Така да. Абе не знам дали ја сакам и вторава да знам Е зашо па е. ајде ако не, А? режија пушта и втората. Да ја пуштиме? Ај. 時は流れない。それは積み重なる。サントリークレスト12年、私の好きなウイスキーを贈ります。時は流れない。それは積み重なる。
беше нешто за, знаеш, парфем, нешто за мажи и така нешто мислам дека беше. Ти го преведоа така? Јова ми го преведоа. Види, од тоа претходното поло што нема, така да уживај. Што и дај Сигурно, пушти ама со парфем превод. беше ајде, машки бе, 100%.時は流れない。それは積み重なる。サントリークレスト12年、私の好きなウイスキーを贈ります。時は流れない。それは積み重なる。Ајде. Кога ти недостасува летото и знаеш дека немаш свеж овошје на дофат, знаеш дека е време за овошен микс чај од Good Nature. Не се мислете каде лето, резервирате од сега во Савана. Попусти на хотели до 30% и апартмани од само 49 евра за 7 ноќевања. Кој рано рани, најголем попуст граби. И секако, и оваа емисија со нас е Fashion L Powered by Елена Лука. Читајте Портрет! А сега продолжуваме. Игор Джамбазов. Имаш пишувано нормално милион работи надвор од музика. Ама јас конкретно сакам да те прашам за нешто. Дознав бидејќи знаеш дека се дружам со Мешко и компанија и сите. Си испрашувал бе, си испрашувал. Имаш напишано скеч на годината во Македонија во која година е тоа? Нема 90, се уште не е 90, уште постои Југославија. Уште? Значи Што е Хихириху, тоа, бе? најпопуларната хумористична радиоемисија, не само во Македонија, она добиваше награди во тоа време во Југославија, објави анонимен конкурс за најдобар скеч и се пријавија најголемите хумористи од цела Југославија. Како мислиш анонимен само, чекај? Во тоа време се беше анонимно. А да ме беше пишувам, моја. не кажувам Во дека коверче моја. ставаш кој си и што си, имаш шифра и така натаму, за да не знаат овие од жирито кој си. А, добро, кул. Да, и дури од како сватиле дека тој скеч е најдобриот, отвориле и кога прочитале дека Игор Джамбазов паднале во несвест пошто ја 20 и кусур години. Скечот се вика Скопје 2049 година. Со Ова е 80 и некоја Ти си пишувано. пишал за иднината, бе? Апсолутно. И главниот јунак во скечот, најстариот син во фамилијата, студира на факултетот за политичари Васил Тупурковски во Скопје. Бог да чува. Да. Добро, добро. А за да одиш во Маврово ти треба пасош. Игоре, да, Жаре, да. Добро. Тоа беше за мене една пресвртница во животот која сватив дека штом на анонимен конкурс сум победил, штом не знаеле чичковците во жирито дека сум јас, за да не пратмове дека мама, тато, баба, дедо, тоа и тогаш сватив дека сум сигурен дека тоа што го правам е добро и дека им е забавно на луѓето, дека е духовито и дека е модерно. Значи, Дека како- е модерно. Тоа е кул, апсолутно. Како дознаваш дека си победник? Нели добро анонимен, едно друго го гледаат Игор И Джамбазов? тоа беше смешно. Во тоа време јас на крај на студиите и цел ден во драмски, веќе играв во драмски и главни улоги, а играв и продав тикви печени во рибарски кравници, ама играв и сенжист во Дантонова смрт, да речеме. Секоја вечер на овако. Тоаш многу се дружевме со Мешко, Дади, Театарче Лево, ке още таа генерација. А Мешко бидејќи еден од главните протагонисти во Хихириху, Чичко Иван Кара, да ќе го поздравувам, му пуштил на Мешко едно коверче, Мешко ми го носи за време на проба и ме удира со него у глава и вика: "Ајде честито, 15 милиарди." О, милиардер. Прва награда во живот 15 милиарди. Абе тоа звучи сега вака, не можеш да се купиш тека цигари, ама 15 милиарди беше. Жандар! Бира! Жандар! Бира! Жандар! Бира! Така, фала многу. Не ве видов, тука сте биле. Имам нов збор за денеска. Фенви значи носталгија, ама не е обична, него носталгија за место кај што не си бил, значи како да сакаш да не си во местото каде што си во моментот. Нешто како јас во моментов. Мамо, тата, ова е Жаре, дечко ми. Сакам да кажам без разлика на кој јазик е, некои нешта сите исто ги чувствуваме, некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример добра шолја чај. Спасувај Good Nature. Спасувај брату.
Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Празнична магија во просветно дело. Звучни тродимензионални сликовници, најубавите басни и бајки во светот, книги полни со активности, новогодишни авантури. И оваа нова година, најубавите подароци за деца се во просветно дело. Попуст до 80% на над 900 наслови. Запознаја новата Ford Kuga. Колку куга си ти? Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Од сега и во пикантно издание. Стоби Флипс Магнус, голем и луд Флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Екстра понуда од АМЦ. 32-инчен Philips телевизор за неверојатни 9490 денари. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Летувај проверено со Савана. Мега попуст на најбараните летни аранжмани во Грција. 7 ноќевања со превоз за цени од само 49 евра. Местата се ограничени, затоа искористи ги веднаш. Кој рано рани, најголем попуст граби. Daikin Alterma, вистинско решение за секој дом и комерцијален простор. Загрева 5 пати поефикасно од конвенционалните грејни системи. Грее до минус 25 степени надворешна температура. Daikin во соработка со ИЦС Груп дава 30% субвенција за користење на Alterma топлотните пумпи. ИЦС Груп, партнер на Daikin. Прочитај повеќе. Погледни поинако. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има мината, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан.
Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Знаеш дека си во Volvo XC60 кога цело друштво оди на скијање, а ти си единствениот што вози. Знаеш дека си во Volvo XC60 кога во него се чувствуваш побезбеден од било каде. Знаеш дека си во Volvo XC60 ако другите коли се тргаат кога доаѓаш на паркинг. Знаеш дека си во Volvo XC60 кога безбедноста на другите ти е битна како својата. Знаеш дека си за Volvo XC60 кога сакаш да возиш без раце. Знаеш дека си за Volvo XC60. Инаку, за оние што не знаат. Кажи. Театар Шелео Кјоше, ако сега тоа само на YouTube постои, тоа е веројатно првата и последна таква, ајде да кажам, високобуџетна хумористична емисија. Ние снимивме над 350 скечови. Така. Од кои да ви кажам, дечки, еден голем дел се мои. Ти ги пишуваш? Да, пишувавме Иван Карадак, Лјупчо Силјановски, Коле Ангеловски, кој воедно беше и режисер, и јас. Страшно. Топ. Да, и тоа беше едно такво време кога многу се патуваше и кога мораше човек да внимава што ти нуди дневно политичката ситуација за да можеш сето тоа да го преточиш во некој скеч, а при тоа да не ти го забрани македонската радиотелевизија. Тоа беше многу битно. И така, кога сватив дека се прават компромиси во таа смисла, престанав да пишувам. Оти ќе напишам скеч, па нема да ми го одобрат. Многу било против овој, многу било против оној. И така. Да се вратиме на стиховите, на книгата. Ајде. Александар Џамбазов. Инаку. Има, значи, дечки, собрано, ова е страшна работа, многу, значи, јас онака се заледуваш од љубов, онака колкава има Александар за Игор. Има една голема колекција DVD-а. Значи, рачунајте, DVD. Замислете колку собира во едно DVD, а ова е толкаво. Ги има сите можни појавувања на Игор на телевизија што можел да ги најде само воопшто. Филмови, серии, театарски представи. Живо и диво. Гостување на Игор во ТВ Дневникот на МТВ во 17 часу. Бил нешто ме викнале. Интервју на Игор за Кочанска телевизија. Игор води личност на годината 89-та. Покажав на Жаре единствениот кој ги имал и кој се уште ги има дома. Му ги дадов да се забавува. И наистина и јас понекогаш многу ситно, чисто колку да видите какви се работи има, чисто едно многу мини компилација. Значи да видиме ова се работи. Жандар! Бира! Жандар! Бира! Жандар! Бира! Така, хвала многу. Жандар! 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 Тико! Темата што го донесува рейсерот гласи Елката. Елката е зелена и се закачуваат многу... Стоп, Николса, стоп! Што е ова? Специалите à la maison, dessert, surprise à la daди. Приятно ядење. Благодарам. Специалите à la maison, surprise à la daди. Што рече морова? Ορίστε. Кој? Ристе в кујна, таму ќе го најдеш. Καλημέρα. Λάγαλε και ο Λαύριο. Τι κάνει? Кому бе ти? Кому? Чиктер бе! Чиктер! Ој бре! Ај после! Нека речат оние од опчина на ој развијај туризам. Како можеш да развијаш туризам? Толку прости гости. Само тоцкав дело тоа све што има, човек. Да, тоа ми го подари за мојот 50-ти роден ден. Во Слепче го организирав роден денот, дојде моите најдраги, најмили, дојде и тој со
У моје време тоа се викаше педеруша, не знам сега како ја викаат тоа. Такво црно со патенче и внатре. Па има стотина тие. Има. И така, навистина и тоа знаеш како е тоа макотрпно правено. Па тоа Тие DVD-ња се правени од VHS касети. Плюс не збориме за тинејџерове Игор што барата со Збориме такви работи. за 82 годишен Така е. дедо. Така е. Кој научи како од VHS се префрла на DVD и така натаму, тоа сестра ми го научи. Така и многу сум горд на него што единствениот што се обиде да сочува барем нешто. Јас сум многу аљкав за тие работи. Немам ништо. Да го немаше него, немаше да го имам ни јас. Да, бе, кој ќе ти побараат слика, рецимо за интервју, си викаш слика. Викам на интернет, влез Игор Чабазов фотос и он вика нема ништо. Ако нема, знави А и не сум више за сликање, да ти кажам право. Од сите песни, пример, има ли некои што се онака дадени за частење? Сакам да кажам, бидејќи не знам, се наплаќа леп песни, се давале ли на другари, ајде живеј, оди пеј. Како оди? Па јас не паметам дека освен песни за фестивали македонски, кај што редовно си добиеш некој смешен хонорар, дека некому Добро што е однапред предвидено. Дека некому сум наплатил песна, музика или спот во Македонија, нека се јави тој што сум му земал пари. Не постои таков, брат. Сите нокаут, Тамара, Каролина, Елена. Гратис. Па 95% од тие ми биле драги луѓе или пријатели или деца на мои другари или далечни роднини и така натаму. Не сум земал пари. Ти даваш... Можам да потврдам, освен од фестивалите, сега во последно време, во последно време, кога се прават големи албуми, како што прават Нокаут, како што прави Тамара, добро. Ако има буџет, ќе пуштат нешто. Ако нема буџет, ја не правам проблем, разбираш. Ја тоа го правам од срце, стварно го правам од срце. Па добро, Игор, форца без камата, песни без камата, ќар каде? Ќарот е тука, срце моје. Like it. Ама ако даваш нон-стоп песни, треба да значи дека и нон-стоп ги пишуваш. А си имаш напишано еден тон, не се ни сите препоставам во книгата ставени. Сигурно има и Не се. Во книгата се 70-тина. Само толку, но што е интересно кој е книгава? Добро. Кога ги ставив сите стихови во книгата и кога ја прочитав, сватив дека е тоа нешто многу досадно, брат. Како бе? Да го читаш, ги знаеш. Вака се продава книга. Имам еден другар, добро, ова ја знам, Спиро Блук. Добро, ова. Еден ден ќе зме боличкето, добро ова. Во ноември, добро ова. Нешто убаво, добро, ништо не. И затоа изгубив уште неколку месеци за сите 70 песни, што ги издавам, напишав приказки како се настанати, каде се настанати, кому му се посветени, каде се пишувани и тоа. И сега веќе си доби една форма. Сега има концепт книгата. Книга без концепт не поминува. Ако сме кој концепт? Емисија без концепт не поминува. Освен оваа? Освен оваа, добро. Како ти е концептот на пишување песни? Гледате 1 на 1 сезона 9. Овозможено од Форд, Мида, Гранд Моторс. Имаш некој шаблон по кој што тераш село? Како се пишува песна? Тешко се пишува песна. Па има сите, да речеме, во времето кога многу се дружив со Бајага, кога доаѓаше он тука често. Добро. Јас го сметам него за еден од подобрите текстопишувачи на Балканот. После Балашевиќ и Бора Чорбан, он е во таа топ 5. Џони Штулиќ, Балашевиќ, Бора Чорбан, така. Момчил уште во тоа време беше обседнат со рими. И ако ги слушате рими, ако ги слушате песните на Бајага, нема Бајага песна без рими. И јас сватив дека во тоа е штосот. Добро. И денеска, дечки, имам файл во својот лаптоп, му го покажам на Жаре, он е можеби единствениот, ако го имам покажан уште на 2-3, фајлот ми се вика Рими. Буквално му се вика Рими. Рими? Да. Телевизорот ми е вклучен цел ден, лаптопот ми е вклучен и ако слушнам овој збор, кој веднаш ми се римува, јас го и му го покажав фајлот, ќе паднеше во несвес. Глупости пишува, значи сум чул збор и сум напишал 2 стиха и сум го оставил. Милион рими има внатре, да. стварно? Значи, не се кога ќе почнеш да пишуваш текстови и ќе сватиш дека си прешол во механика, во навика. Инаку е многу добар совет за текстописци. Као си во љубов и кога ќе стане навика, нели така? Тогаш станува математика. Сега за мене пишувањето на текстови е чиста математика. Добро. Значи, мене ми ја пуштаат мелодијата или јас ја правам мелодијата, ги бројам метриката, ја знам на песната, ги бројам слоговите, одбирам од фајлот рими тоа што ми одговара, интересни зборови, интересни рими и така излегуваат зборовите. Да речеме на Тамара,
Добро. Една од песните на Тамара, не е битно. Ја е напишано за 10 минути на клозетска шолја во Слепче. И кога баба Маца и кажа дека јас ја напишано на тоалетна хартија за 10 минути на клозетска шолја во Слепче, Тамара не и се веруваше, а тоа е чиста вистина. Да, тоа е тажна љубострекна песна. Тамара песна. имам експериментирано сам со себе како изгледа да напишеш текст за песна, а да немаш ни лаптоп, ни моливче, ни хартија. Што ја памтиш? Да. Аман бе. Значи така се вежба мозокот. Добро. Од нашата куќа во Слепче, кога ќе тргнеш околу, за да го заобиколиш целото село, ти треба 1 час. Добро. Слепче е огромно. И тргнуваш ти. И почнеш да пишуваш еден стих. И задоволен си од првиот стих. Го бараш веќе вториот. Кој ќе го направиш и вториот. Ги повторуваш првиот и вториот. Дури не ти текне третиот. Како реченица на Джандар Збира. Така е, точно така. Третиот, четвртиот, па целата строфа. Дури не ти дојде втората строфа. Па втората строфа, двете строфи ги повторуваш. Па на крај рефренот, па то и ти доаѓаш, песната ти е во глава, не ти треба ни моливче, ни хартија, ни лаптоп. Така се веса мозокот, дечки. Многу брзо. Некои приказни. Дај, бидејќи од тие 70 што има. Дај ми некоја пример, Диши длабоко насловнава што е од книгата. Како е Диши длабоко напишано? Диши длабоко е посветена на еден мој другар, еден од тие другари што ми се браќа. Зоки од Кочани, инаку Кочани го знаат како Бисе. Моментално е во Велика Британија. Добро. Сега свиревме со Гуру Харе Бенд пред месец и пол дена на денови на Кочанскиот Орис на плоштадот во Кочани. И дојде неговите другари и ми пуштија слика од него како со црево прска една жива ограда во Лондон. Избега човекот од тука. А тој е човек што кога одев во времето во Кочани на езерото горе во градче и кога бев полн со нервози, со јадови и така натаму, он само ми викаше: диши длабоко, бе, срце мое. Диши, издиши, диши, издиши. Диши длабоко. Диши длабоко е всушност тезата како да се остане жив. Секогаш кога ви е тешко, дечки, и кога мислите дека нема излез, затворете очи и слушате уши, заборавете све и дишите длабоко. И поминува веднаш, го знаеш. Деспасито ја знаете, многу досадна песна. Се зезам. Ја знаеме сите Деспасито. Имаше време кога и фрижидер да отвориш од внатре почнуваше Деспа. За оваа изведба на Деспасито, самиот рапер Деди Јенки што ја изведува песната изјавил дека е најдобра верзија што дотогаш ја слушнал. Се работи за изведба пред катедралата Нотр Дам на нашиот виолинист Виктор Ангелов од Штип, кога го начекавме во еден од многу ретки моменти кога е во Македонија и снимивме интересен разговор со него. Одиме. Дојдовме дома кај нашиот светски најдобар виолинист Виктор Ангелов. Здраво, Виктор, фала што не викна дома. Здраво, драго ми е да ви имам гостики. Нас ни уште подраго да знаеш. Виктор има живеено во Салцбург 6 години, професионален виолинист си, роден во Штип, а во последно време те гледаме во Италија. Што правиш во моментот? Па во моментот се зезам и шетам буквално секаде низ Европа. После професионалниот дел каде што работев во оркестар 6 години во Салцбург, како што кажете. Сега почнав као стрит артист, уличен свирач и најчесто патувам Италија, Швајцарија, Германија и многу други земји. Ретко си во Македонија, мислам кога што гледам стварно ретко. Што најчесто сакаш да правиш кога си тука? Па, кога ќе стигнам во Македонија првите 2-3 дена ги поминувам во спиење. Добро. Едноставно се затварам, се затварам и не примам луѓе воопшто, значи тие 2-3 дена сакам да се одморам убаво, а после кога сум обиколен со моите најблиски ми е најубаво секогаш, пред се прво фамилијата, а после и пријателите и другарите. Мене ме интересира дали одиш во кафана, например, кога доаѓаш во Македонија. Дали ти прави мерак, си таков тип на човек или не? Па не таков тип, ама ја вчера бев во кафана. Добро. Дали некојаш би пробал, као за смешка, да направиш кавер на некоја кафанска песна? Да, зашто да не? Отворен сум секогаш за разни соработки, да, може да пробам. Може после да пробаме. Може, не знам, може. например, еве ти, која сакаш ти? Некоја онака милјацка? Која кажете, таа ќе ја направиме, не е проблем. Добро, важи. Од каде почна оваа изведбава улична стрит? Што ти текна, мислам, од секогаш се занимавал со тоа или сега ти текна дека сакаш да направиш нешто скроз поинаку? Па не од секогаш, пред 2 години ја добив таа идеја.
едноставно не се пронаѓав самиот себе си во оркестар да останам целиот живот. Не би сакал да се разбудам еден ден да имам 60 години да седам на едно столче и да бидам оркестарски свирач. Едноставно сакав да бидам свој, сакав да почнам еден нов правец во кариерата. Во животот воопшто. Гледав доста документарни емисии кои што ме поттикнаа да го почнам сето ова што го работам денес. Можам да го пофалам Гери Вајнерчик, еден од моите омилени говори што ги има на интернет, мотивирачки говори. И целата таа ситуација ме поттикна да направам еден свој маркетиншки начин и да почнам да свирам на улица. This guy right here is the one that I just showed you. This guy right here killed it on the Despacito version, my favorite one around the world. Say some words, bro. Огромно задоволство и јас бев изненаден од целата таа ситуација, пошто бев во Париз тој ден. Само што се тргнав од Париз према Германија, имав настап таму, ми стигна мејл од менаџерскиот тим на Деди Енки, каде што ме повикаа да бидам гост на концертот таму. Тоа беше случајно минувач некој во Париз додека настапувам ме снимал, ја постирал на интернет, снимката стана вирална и ја видел успат и ме покани. И ми беше огромно задоволство да бидам као прогласен за најдобра кавер верзија на Деспасито. Кажи ми, која преработка, кој кавер на песна ти е најмногу гледан на YouTube? Или најмногу ширен? Мислам дека на Shape of You беше првата вирална снимка која беше Nine Gag која што ја постираше, имаше 7-8 милиона гледано само на Nine Gag и имаше и други мрежи кои што постира милионски 1-2, мислам дека на глобално ниво околу 11 милиони беше прегледано. Фала ти многу, Виктор, и тоа ни е огромна чест и задоволство и се надеваме дека ќе те видиме во студио да дојдеш да ни отсереш нешто. Драго ми е и мене. Фала.
Сваѓам до крајот на оваа еден дневен. Значи, се гледаме следната недела, 21 се гледаме, а сега завршуваме со настав на нашиот Маријан Ѓоргиевски. Благодарам, толку аплауз сум немал одамна. Ала ова е за инает на жаре, знам. Една од најфасцинантните работи во животот мој е бебе, луѓе. Дали знаете што треба да се направи се за да се направи бебе? Што се смееш, човече? Треба се да се направи. Замисли, правиш свадба, се одиш другиот ден на вечера со роднините, све собрани и гледаш едно време тетка да ти вика само ајде. Што бе викам ајде? Ајде, што правите? Па ништо е, што правиме, малку одмараме. Ајде бебенце малку. Нема пауза, нема одмор, драги мои пријатели. Почнуваш да правиш бебе, значи се запнуваш, трчаш, мислам, вајда да има замисли на Facebook, на Google да напиш, например, 10 чекори како да се направи бебе. Вајда и тоа го има. Отвараш, например, прво климата, треба да биде 23 степени, треба да биде расположена, треба да има желба од една страна, од друга страна. Ако двајца се со желба позитивни, машко испаѓа. Ако не се толку позитивни, женско. Не се лутете жените, значи. Мислам, целата работа за бебе стварно е малку комплицирана да се направи. Ти пробуваш 300 работи и на крајот си викаш ај спонтано ќе фати, знаеш, не е тешко. Порано како ги правеле, например, одат на нива, све во грмушката, се вршат работа, другиот ден таа е трудна. Сега е комплицирано. Значи, јадиме амерички батаци, глупости, се пробуваш, никако не фаќа, човече. Едно време си викаш, ајде, се е во ред, нема никаков проблем. По некое време, во еден момент само гледаш дека почнува да и се лоши. На жената викаш, добро, на добар пат сум. И во еден момент само таа ти вика, не, ми се лоши, што немам јадено. По некое време гледаш втор пат, трет пат, на тој датум, во тој ден треба да се направи менструација, 5-ти ден, 7-ми ден, вака, онака, се на крајот во еден момент само ја гледаш, вака стои. И викаш, тоа е тоа. Добро е, одиме понатаму. Одиш на доктор, нормално приватен доктор, одиш директно таму, викаш здраво, јас вика здраво, прам изгледа 500 ризеум. Значи не ми прави здраво, човече. Ја регнуваш директно, ја регнува, качува на тој боксот, почнува директно доктор бил, почнува ја пика раката, долу буричка, шо преш, човече? Доктор сум. Шо има врска дека си доктор, кој сакаш биди? Тој ќе пика раката, тука нема шанса. Трет месец, четврт месец, мислам на интернет, ако се обседнеш има милиони онакви работи, коментари, совети како таа како трудна, како го доживува плодот, во плодот во кој момент на пример, во кој дел од месецот тој како се чувствува, дека во еден момент само се враќаш дома, гледаш пуштено Моцарт јачи. Шо преш човече со Моцарт? Тој ако слуша, значи Моцарт ќе биде многу интелигентен. Кој да слуша Моцарт? Бебето, кај е бебето? Значи бебето не постои, тој е фетус, значи тој е внатре. Ако тој слуша, и јас комуницирам со него. Како комуницираш? Шо зборам? Еве го вика збора. Мама, мама. Тоа е тотално лудило, неверојатно нешто, значи. Како почнува? Четврт месец, петти месец, шести месец, ти одиш на доктор, во еден момент ти викаш здраво, илјада 500. Те молам, не ми прездраво, човече. Во еден момент ја качува таму и викат сега е моментот кога ќе го видиме на ехо. На ехо, како телевизор, ваков скрин, се пика раката, почнува да буричка, во еден момент се појавува едно како тесто и вако пре. И ти си викаш само ова да не кошта уште 2000, значи. Што го видовме на телевизор. А таа, кога е бремена жената, во тој момент е многу чувствителна, хормони, работат едно, друго, трето, и во еден момент само таа ти вика, види го. Ти гледаш, тесто. Цел е на тебе. Фала. Да. Син ми личеше само кога беше на ехо на мен. И во еден момент се направи му чао. Не, направи му чао. И ти како идиот почнеш вака чао да правиш на нешто, вика во еден момент доктор, ајде да се гледаме, поздрав. Не ми прездраво, чао, се гледаме. Иначе, како што се наближува, 7-ми месец, 8-ми месец, 9-ти месец, тај 20 движи, готово, хаос, ти одиш ваму таму, во секој момент очекуваш дека ќе звони, во одреден момент само почнува да звони, креваш, вика, готово, водењакот пука, одиме, готово, ќе се пореѓам, почнува се јаваш кај докторот таму како специјалци, сестрите спремни, ајде побрзо, пикаш школа, викаш, ајде, данга, попа, тука арно има дупки за побрзо, се стимулира пораѓајот. Тој е проект на влада на Република Македонија. Како што одиш натаму? Па, еве ги од владата представници. Од старата влада представници. Стигнуваш таму на видите се спремни, качувај се горе, ајде диши, сега ќе направиш вака на 3 пати, ајде заедно. Тука има двајца сигурно што се молат од next time вака за успешен да е пораѓајот.
напнува, ајде, во одреден момент само напред. Главче и уста само. И сите вака стојат и во одреден момент само вака. Колку и да си маж, колку и да си храбар, викаш. За ова се боревме. Се врати жената, ти вика брзо, цуцла. Тргнуваш одма директно бараш цуцла, стигнуваш таму, викаш има 500, од 1000 денари, од 1500 денари, дај ми од 500, нема везе, појма нема бебе. Му пика в уста, во еден момент бебе таман му пикнува в уста, вака пре. Во одреден момент таа ти вика брзо, следна цуцла, ова не е успешно, одиш на викаш дај од 1000 рака, таа нема везе. Ја земаш 1000 рака, ја пика в уста во еден момент. Викаш матер човече, ајде, дај од 1500, дај готово. И почва, види, се што е мало е сладко. И како што расти бебето, клучните проблеми, што најголемиот проблем кој е? Да се покака. Тоа е настан, се појавуваш прв ден, како, што направи? Не. Не е покака. Во депресија веќе втор ден, уште не. Трет ден, стигнуваш дома веќе слави, готово се покака! Баба и уште мајка да се јави, ало, значи се покака малиот, успешно е све. Уште на телевизија дат, готово, син му на Маријан се покака. Значи, тоа е клучниот момент, клучната борба во тоа, како да се покака бебето. Уште дома да земат, уште да го пробат вкусот на гомното. Какво е? Има жолтеникава, златна жолтеникава боја. Луѓе, на крајот на краиштата, нема поголема смисла од нашите деца. Еден ден ќе станат мажи кои ќе пијат по 15 пива на вечер. Како и да е, уживајте, среќни празници. Слепче викаат што не си умре флани ова време. Лошо си помина, брат, лошо. И не ме прашај. Брат, 20 ќе ми видиш овако в джемпер да знаеш дека лошо си.